Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Дополнувањето на деталниот урбанистички план за централното подрачје на Кочани предизвика дилема во Советот на општината. Дали веќе зацртаните објекти ќе добијат нова намена? Посебно внимание предизвика предлогот за додавање нови намени кај објектот на планираната катна гаража. Дали таа ќе се претвори во стамбена зграда? Повеќе годишната најава дека со деталниот урбанистички план за централното градско подрачје на Кочани е планирана парцела за изградба на катна гаража, се уште не е реализирана во практика, а таа веќе создава дилеми дали ќе ја има основната намена или на тоа место ќе се гради нешто друго. Ваквата нејасна ситуација ја дополни и тоа што на последната седница на Советот на општината пред советниците се најде предлог за измена, односно дополнување на ДУП-от за 3 парцели во овој дел од градот, а за што беше побарана и нивна согласност. Бидејќи гледам дека се наоѓа во централното градско подрачје, па ако може едно објаснување прво од страна на стручните служби, која е функцијата на промената на овој детален урбанистички план? Значи, овде имаме можности да се додаде компатибилна класа на намени, бидејќи претходно планот, односно правилниците не дозволуваа компатибилна класа на намени и представуваше само катна гаража. Значи, сега имаме можност за дополнување на намените. Во објаснувањето за дополнувањето на деталниот урбанистички план беше речено дека за другата парцела ќе има максимално искористување на просторот за домување, поради што се појави дилемата дали и зацртаната катна гаража ќе стане стамбен објект. Што ја разбрав, таму е планирана катна гаража и сега треба да се смене намената да може да се изградат стамбени згради. Меѓутоа ние знаеме дека имаме проблем со паркинг просторот посебно во централното градско подрачје. И мислам дека и со воведувањето на новата мерка дека се уште не е решено, дека тешко може да се дојде до обезбедување на паркинг простор. И затоа еве едно логично прашање зошто ако треба да се гради катна гража, намената му се мени за да се гради стамбена зграда. Од општинската администрација дојде објаснување дека се работи за недоразбирање, односно оти советникот Алексов погрешно сфатил дека наместо катна гаража на истата локација ќе има стамбена зграда. Всушност, намената на објектот останувала иста, со известно дополнување заради полесно продавање на парцелата. Бидејќи станува збор за државно земјиште, сакаме катната гаража да ја распишеме и да ја продаваме градежната парцела, меѓутоа за да створиме дополнителен интерес кај потенцијалните инвеститори кои би аплицирале за изградба на катна гаража, се додаваат и компатибилни класи на намени до 15% од вкупната површина на градежната парцела, на градежниот објект. Значи не станува за промена на намената од катна гаража, останува си основната намена катна гаража. Иако доби мнозинска подршка од 10 советници, предлогот за дополнување на намените на објектите што ќе никнат на 3 парцели во центарот на Кочани ги остави во дилема другите членови на Советот во искреноста на намерите на локалната власт. Тоа се покаже и на гласањето, на кое 8 на советници воопшто не гласаа, а еден беше воздржан. Со тоа, во обичајната практика, точките за урбанистичко планирање да се усвојуваат со апсолутно мнозинство, за прв пат беше прекината. И граѓаните од Виница кои ја подржуваат шарената револуција повторно излегоа на протест. По маршот низ улиците на градот организираа собир пред општинската зграда, каде ги повторија своите барања за повлекување на аболицијата и најавија дека нема да ги прекинат протестите се до нивното исполнување. Повтор пат граѓаните на Виница кои го подржуваат граѓанското движење протестирам и шарената револуција излегоа на протест. Во обичајната прошетка по улиците на градот ја започнаа просторот кај градскиот пазар, од каде со повиците "Нема правда, нема мир, оставка и робија за мафија" го пренесоа незадоволството од однесувањето на актуелната власт и политичката состојба во државата. Колоната запре пред зградата на општина Виница, каде беа искажани главните барања на протестот. Борбата против ова зло, кој што 10 години владее со Македонија, е борба на секој граѓанин. Борба на секој граѓанин во Македонија за еднаквост и правда. И таа борба не треба никогаш да запре. И ако нема правда за народот, ќе нема ниту мир за оваа власт. Ќе им порачаме, тука
протестот на подружувачите на шарената револуција во Виница беше речено дека тие нема да дозволат криминалци и фалсификатори на волјата на граѓаните да останат на слобода, а само ситните прекршители на законите да лежат затвор. Пред насобраните протестанти зборуваше и портпаролот на Социјалдемократскиот сојуз Петре Шилегов. Драги пријатели, шетајки вечерва по улиците по Виница, го гледам она што го гледаме секој ден и цела наша држава. Затворени дуќани, нема веќе бизниси, децата ни се иселени, нема семејство, нема куќа кој што со своје дете не разговара по скајп или пише на било секоја ноќе. Нема поголема болка за еден родител да го испрати своето дете на печалба. Затоа што имаме власт која што краде. Затоа што имаме власт која што не мисли на нашите деца. Затоа што имаме власт која што мисли само на себе, само на својот интерес. Нема да дозволиме да направат од Македонија свој пашалак. Протестот во Виница помина во мирна атмосфера и без инциденти. Граѓаните рекоа дека нема да се откажат од своите барања се до нивното исполнување, поради што деновиве ќе организираат нови протести. Инаку, протест на граѓаните кои го поддржуваат движењето Протестирам и шарената револуција се одржа и по улиците во Кочани. Освен проблемот со откупот и цената на оризот, главен проблем на оризопроизводителите од Кочанско годинава е и големото присуство на плевелот и борбата со него. Агрономите советуваат да не се користат нелегално увозени хербициди, кои што немаат дозвола за употреба кај нас. Со оглед на тоа што годината беше топла и влажна, овозможи интензивен пораст на плевелот по оризовите полиња. Од друга страна пак, овие температури не одговараат за развој на оризовата култура, така што се јавува надраснување на плевелот во однос на културата и токму затоа оризопроизводителите треба проблемот со плевелите да го сватат сериозно и што поскоро да започнат со заштита на оризиштата. Главен проблем на оризопроизводителите во целокупното производство, освен би рекол цената и откупот, останува борбата против плевелот, кој што годинава го имаме обилно по полињата, од причина што нели спомнав дека температурите заладија по сеидбата, а тоа одговара на плевелот, а имавме и претходно топла и важна пролет, која што исто така е добредојдено за плевелот. Постудените температури пак воопшто не одговараат за развојот на оризовата култура и затоа е проредено поникнување на оризот и намален е склопот на растенијата по единица површина, што исто така е причина да има многу повеќе плевел по самите оризишта. Агрономите со совети и со апел да се користат хербициди кои што се регистрирани за употреба и кои што се наоѓаат на продажба во градот Кочани. Во Кочани и Кочанско, што се однесува до оризопроизводството, секогаш е присутен и увозот, нелегалниот увоз, односно увоз на хербициди кои што нема дозвола за употреба кај нас, меѓутоа на разни начини самите производители се снаоѓаат или тражат канали како да дојдат до хербициди кои што би биле поевтини, меѓутоа од друга страна па се и по несигурни, би рекол и поопасни за оризовата култура, затоа што и предизвикуваат некои фитотоксични проблеми кај самите растенија. Стојановски додава дека пред употребата на хербициди секогаш производителите да се консултираат со стручни лица агрономи, затоа што во последно време се јавуваат и голем број видови и подвидови од веќе постоечките плевели. И затоа потребно е да не се користат некои средства на своја рака, што се дозволени за употреба во пченка или страни жита, што може да бидат фитотоксични за оризовата култура и може да се одрази на квалитетот и приносот на оризот. Улицата Димче Петров во село Мородвис, општина Зрновци, доби асфалт. Истата е со должина од 350 метри и широчина од 4 метри, чија финансиска конструкција изнесува 1,9 милиони денари. Во завршна фаза е изградбата на канализационата мрежа во ова село. Изградбата на патната инфраструктура останува во фокусот на посветеноста на општина Зрновци, со цел да се олесни мобилноста на граѓаните на селата. Асфалт доби улицата Димче Петров во село Мородвис. Асфалтиравме улицата Димче Петров во должина од 350 метри, со широчина од 4 метра, а финансиската конструкција на оваа улица изнесува 1,9 милиони денари. Овие средства ги обезбедивме преку Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделието и руралниот развој.
Предстои асфалтирање на улица во село Зрновци, како и крпење на ударни дупки и санирање на оштетувањата на улиците во село Мородвис, предизвикани од изградбата на фекалната канализација, односно истите ќе бидат преасфалтирани. Во однос на изградбата на фекалната канализација, истата е во завршна фаза и ќе бидат приклучени околу 550 жители. Во село Мородвис немаше изградено фекална канализација, така да граѓаните од ова населено место беа приморени отпадните води да ги испушат во непосредна близина на нивното живеалиште. Меѓутоа еве сега, откако обезбедивме финансиски средства, започнавме изградбата, наскоро ќе биде таа целосно завршена и ќе овозможиме на граѓаните овие отпадни води да ги спроведеме надвор од населеното место, а со тоа да ја обезбедиме квалитетни услови за живот. Овие средства за изградбата на фекалната канализација ги обезбедивме преку Министерството за транспорт и врски, преку Европската инвестициона банка во висина од 7,5 милиони денари. Наскоро ќе започне асфалтирањето на улиците Генерал Апостолски и Скопска, како и уредување на речното корито на река Зрновка втора фаза и изградба на детската градинка во село Зрновци. Општина Зрновци работи и на партнерно уредување на локалитетот Црквиште во село Мородвис. Предвидено е поставување на бехатон плочки и изградба на парк со урбана опрема. Општина Зрновци обезбеди средства за партнерно уредување на локалитетот Црквиште во село Мородвис. Средствата за уредување на овој локалитет изнесуваат 30.000 швајцарски франци, обезбедени од швајцарската влада преку програмата што се реализира преку Источниот плански регион. Обезбедивме веќе финансиска конструкција за партнерно уредување на локалитетот Црквиште во село Мородвис. Значи овде е предвидено поставување на бекатон плочки околу самиот археолошки локалитет, меѓутоа исто така изградба на еден парк во кој што ќе има поставена урбана опрема, ќе има поставени летниковци, фонтани, чешми, патеки за прошетки, за рекреација на граѓаните, така да очекувам дека ова место ќе биде многу убаво средено и ќе доликува навистина на едно вакво место покрај самиот локалитет, со обзир на тоа што огромно е значењето на археолошки локалитет во село Мородвис. Станков додаде дека неколку пати се обраќа до Заводот за заштита на споменици за евентуални искупи на локалитетот, но засега не се планирани никакви истражувања. Доколку се случи таква најава, Станков рече дека нема никаков проблем да се повлечат бехатон плочките и да се реализираат истражувањата. Продолжува трендот на опаѓање на наталитетот во државата, а со тоа и во источниот регион, каде е забележано намалување од 1,2%. Причината за тоа се бара во помалиот број раѓања и заминувањето на младите брачни парови во странство. Негативниот тренд во наталитетот продолжува и во општина Кочани. Според податоците од Државниот завод за статистика, сериозноста на состојбата и добиените податоци говорат дека бројот на населението забрзано опаѓа. Во текот на првите 3 месеци од оваа година, во матичните книги на родени биле регистрирани 88 новороденчиња, додека лани во истиот период ги имало за 10 повеќе. Истовремено, во периодот од јануари до април, регистрирани се 117 починати лица, што говори дека во општината има негативен природен прираст кај населението. Нешто поповолна, иако исто така негативна, е состојбата и во општина Виница. За првите 3 месеци од оваа година во матичната евиденција таму се воведени 32 новороденчиња, а во истиот период починале 43 лица. Во целиот источен регион најповолна состојбата со наталитетот е во Штип, каде практично бројот на новородени и починати е изедначен и изнесува околу 112. Негативен природен прираст има во целиот источен регион во земјата во кој влегува и општината Кочани. Влијание врз тоа имаат повеќе фактори, но како најважни се сметаат лошата социјална политика, безизлезната економска состојба во државата и масовното иселување на младите брачни парови, кои најчесто работа бараат во западноевропските земји. Заеднички инвестиции во развојот на рекреативниот центар на Царев врв на Осоговските планини да прерасне во регионален туристички центар. Беше целта на работната средба на градоначалниците од Истокот на истоимениот врв на планината Осогово. Градоначалниците се договориле заеднички да настапат пред инвеститорите и владата на Република Македонија.
Градоначалниците на Кочани, Виница, Крива Паланка, Кратово и Македонска Каменица одржале работна средба на Царев врв на Осоговските планини на надморска височина од 2018 метри. На средбата станало збор за заедничките инвестиции во развојот на овој рекреативен центар. Да го одбележиме тој празник и да одбележиме дека сите имаме заложба, значи од различни правци се качивме на Царев врв, за да покажеме дека сите сме за тоа да се овој центар направи еден регионален туристички и рекреативен центар. Постојната инфраструктура од стари воени касарни да прерасне во регионален туристички центар ќе биде од големо значење за општините од Истокот. За оваа цел, градоначалниците се договориле за заеднички настап пред инвеститорите и владата на Република Македонија. И за крајот вестите информацијата од спортот. Викендов на терените кај градскиот базен ќе се одржи меморијалниот тениски турнир Благој Едровски. Пријавувањето на учесниците се уште трае и од нивниот број ќе зависи времето на одигрување на финалните средби. По трет пат годинава на терените на спортско-рекреативниот центар Зорик ќе се одржи меморијалниот тениски турнир Благој Едровски. Организатор на надпреварот е тенискиот клуб Акватен од Кочани и истиот се одржува во спомен на неговиот прерано починат млад и надежен тенисер. Почетокот на турнирот е закажан за сабота во 10 часот, а финалето ќе зависи од бројот на пријавените тенисери и тенисерки. Се очекува одличните временски услови и добрата подготвеност на терените да има возможност на учесниците да ги покажат своите вештини, но и физичката подготвеност во меѓусебното надмудрување со тениското топче. Турнирот, како и досега, нема класичен надпреварувачки карактер и на истиот можат да се пријават сите влюбеници во тенисот. Организирањето на меморијалниот надпревар вообичаено го помагаат повеќе фирми и поединци, а тенискиот клуб Акватен и семејството на Благој Едровски за победниците обезбедуваат медали и пехари. Временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.